Утре по трет пат ќе се подигне кампот на иницијативата 5 до 12 во Скопје пред собранието. Камповите се со единствена цел усвојување на законските измени предложени од иницијативата. Ние имаме предрог закони, законски измени и нови закони што ги нудиме. Значи, тие се изработени во совработка со Хелсиншкиот комитет, значи со наши родители, адвокати, судии. Значи, ние ги нудиме на тацна и нудиме поактивни решенија. Значи, очекуваме од сите 120 пратеници во блиско време да, значи, предлозите од нашата иницијатива да бидат ставени во собраниска седница. Поради децениското нерешавање на проблемите на лицата со посебни потреби, Мијалков најавува нивно многу поактивно вклучување во предизборните процеси, со оглед на тоа дека бројот на хендикепираните и нивните семејства представува сериозен процент од вкупното население. Во секој град скоро 10% од населението е засегнато со проблемите на лицата со посебни потреби. Значи, ние ќе баваме акционите планови на партиите што ќе ги предложат воочи локалните избори да бидат и овие лица вметнати, бидејќи не може овие лица да бидат изоставени. И на куминатиот петок министерката за труд и социјала Мила Царевска се сретна со представници на дел од здруженијата, а со иницијативата 5 до 12 се најавува средба во петок кога иницијаторите ќе ги соопштат своите барања и очекувања од новата влада.